Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата, прво за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи. Доколку минатата седмица започна да се зборува многу околу избирачкиот список, со оглед на тоа дека околу средата, четвртокот некаде и Државната изборна комисија официјално интернет порталот кој што е наменет исклучиво само за проверка на вашите податоци во избирачкиот список, дали е тоа под опцијата име и презиме, под опцијата на адреса на живење или пак станува збор за вашиот единствен матичен број на граѓанинот, без разлика и под трите опции можете да направите проверка и при тоа да проверите дали имате право да гласате на изборите кои што ќе следат. Се насмевнав бидејќи се она што се случуваше потоа и се уште се случува, се тоа дека луѓето проверуваат дали живеат сами на својата адреса и во својот дом. Хаотичен избирачки список, за тоа ќе разговараме во текот на денешното издание. Но пред тоа, ќе одиме со прилогот на колешката Христина Беловска, а вие, додека трае прилогот, подгответе се, бидејќи денеска ќе ве замолам, доколку имате да пријавите некакви неправилности со избирачкиот список, а се однесуваат токму на вас, значи лично кон вас, без дали сте се провериле или нешто слично, со оглед на тоа дека побаруваме ве од сите гледачи, ги замолувам да ни кажат, да се слушне тоа во јавност и да може да слушне и пошироката јавност оние кои што се уште не ја направиле проверката, да ни се јавите на телефонските броеви 0260 91 924 или 925 и да ни раскажете каква е таа неправилност која што е направена по однос на дали вашата адреса на живење, вашето име и презиме или пак вашиот единствен матичен број, и дали воопшто ве има и дали ги има оние кои ви се починати или кои не живеат со години наназад во Република Македонија. Прилогот на колешката Христина Беловска за хаотичноста на избирачкиот список, па се враќаме во студиото. Веб апликацијата за проверка на гласачите го разоткрива хаосот во избирачкиот список и отвора дилеми. Кој се стои во евиденцијата за гласање? Сметаат дел од експертите. При наедноставната проверка од граѓаните на Виделина излегуваат стотици гласачи запишени на една иста адреса. Лица со уредни документи кои претходно гласале, а ги нема во избирачкиот список. Поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски вели дека ова е во насока на створање хаос. Мислам дека Државната изборна комисија со објавување на апликацијата без појаснување како да се пријавуваат сите тие аномалии кои граѓаните ќе ги забележат, испадна дека апликацијата стави за граѓаните да ја земат работата сами во своји раце за прочистување на избирачкиот список. Доверба во избирачки список на ваков начин не може да се стекне. Од Државната изборна комисија МОЛК, председателот Александар Чичаковски не одговара на мобилниот телефон, а нема ниту официјално објаснување за нелогичностите кои произлега од пред 3 дена кога стартуваше апликацијата. Според СДСМ, хаотичниот избирачки список потврдува избор на измама од страна на власта. Се потврди дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН спроведувале криминални избори преку фантомски гласачи и злоупотреби на државните институции. Големиот број на лица впишани на иста адреса, но и бројките на станари пратеници и министри од ВМРО ДПМН покажа дека планот за избор на измама бил направен во врвот на партијата. Владеачката партија ги демантира овие тврдења и посочува дека СДСМ воочи изнесува невистини. Разликата во поддршката која што има ВМРО ДПМН во однос на СДСМ не е 10 гласа, не е ниту 100 гласа или пак 1000 гласа. Разликата е 200.000 гласа, а оваа разлика ќе се зголеми на 5 јуни и за тоа на СДСМ виновник нема да може да му биде никој друг освен деструкцијата и манипулацијата кои самиот СДСМ ги промовира како своји основни политики. Според првичните информации од ДИК, проверката треба да заврши за една недела, а избирачкиот список треба да биде ставен на увид на 17 април. Така, тоа беше прилогот на колешката Беловска. Оно што е интересно да се напомене што значи лично сега јас го пренесувам со оглед на тоа дека претходно воопшто не беше воочливо на интернет страницата избирачки список.gov.mk е тоа дека денеска, вчера не проверив, можеби од вчера, но денеска постои опцијата за директно на интернет страницата да направите пријавување на неправилност, каде што можете да наведете и причина зошто го правите тоа
пријавување. Во случај да речеме, доколку имате некој кој што е починат од јануари наваму, еве нема да завлегуваме во тоа до декември, до кога што е направено одредено прочистување на списокот практично со неговото објавување од пред неколку дена, значи од јануари наваму, доколку ви починал некој и го проверите на избирачкиот список и тој постои таму на тој избирачки список со оглед на тоа дека не се надградени податоците, можете одма до името на личноста која што ја проверувате да одберете опција пријави и при тоа да си го запишете вашето име, презиме, единствениот матичен број на граѓанинот и да наведете долу последната опција која што ја дава е лицето е починато. И потоа да дадете опис, образложение, со тоа што имате дури и опција да прикачите документ, да речеме во случајов, ако зборуваме за починато лице, тоа е умреница и од изводот на книгата на умрени, која што ја давате како доказ за тоа лице да биде тргнато од избирачкиот список и да не би се злоупотребило доколку некој тоа го прави. Во текот на емисијата јас ќе ви пуштам и инсерти кои што ќе ви покажат за оние кои што можеби немате многу искуство со интернет порталот на избирачкиот список.gov.mk и ќе ви појаснам какви се вашите опции и како можете да се проверите себе си. 0260 91 924 925 јавувајте ни се само доколку имате нешто да пријавите, некаква неправилност или знаете за некаква неправилност и доколку сакате да ве контактираме подоцна како медиум за телефонски, да речеме, да ни дадете изјава по однос на тоа, веднаш по завршувањето на вашиот коментар во живо во емисија, оставете го останете уште малку на линија и на колегата од тонската кабина оставете му го вашиот телефонски број и името, за да може да ве контактираме одложено. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнена Ирлија да е неделата. Ирлија, недела ми рековте? Ирлија да е неделата. Нека е Ирлија, супер, повелете. Тоа вака сега, јас немам да пријавам ништо ненормално, ништо криминално, ништо хаотично. Дали имам право една минута да зборувам? Имате право, зашто да не? Па вака, јас Кога не да можеме пријавам да се дека разбереме. 25 години од кога Македонија е суверена, гласам во местноста Торо Ангелевски, се е во ред 25 години, има мандат на СДС и во мандат на ВМРО. Значи, немам никакви проблеми со гласачкиот статус мој. Меѓутоа, мислам дека после диво населје, потоа после прислушкуваните разговори, ова со хаотичноста на избирачкиот список е трет обид на саботажа врз изборите во Република Македонија. Тоа е моје мислење, не мора да е точно, така размислувам, не мора да сум во право. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Која чакра бивте за оваа емисија сега? Оваа горе на врвот, да ви кажам, главната. Добро. Повелете. Видите, немам ништо да пријавам, меѓутоа, да е хаотична состојба со избирачкиот список е хаотична. Прво, народот треба да знае дека допред една година избирачките списоци беа во Министерството за внатрешни работи. Оно ги даваше на изборната, на ДИК ги даваше. Потоа отидоа во Правда, пак тие ги дава. А кој беа, зборувам за порано, не зборам за сегашниот министер за внатрешни работи. Чии беа тие министерства? На владеачката партија. Значи, има хаотична состојба. Добро. Споделил, се извинувам што ве прекинувам, споделил ли некој со вас искуство, некое по однос на неправилност на избирачкиот список, која што ја забележале во изминатите денови? Па лично моје ќе ви кажам. Добро. Кога беше изборите за општински за градоначалници. Добро. Јас се наоѓам во општина Центар. На исто место гласам и пред тоа и сега. И после тие избори, првиот и вториот круг ме имаше на избирачкиот список. Во третиот круг, оној што беше најкритичен, мене ми рекоа, вашата зграда нема потреба да гласа. Што е тоа?
Преведите ми го, на кој јазик ми го кажаа тоа. Так. Ја не се побунив. Добро. Излегов да не се прават инциденти. Меѓутоа, тоа нешто кажува. Добро. Има многу да се зборува, да им отстапа место тие што веќе имале увид во електронсков... Ја не сум возрастна сум, не можам да ги гледам тие, ама што го погледнале електронскиот избирачки список, тие нека си кажат сега. Добро. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Сега вака ни стигна инсертите околу избирачкиот список. Ке замолам од режијата да ги емитуваат. Ке почека малку следниот гледач. Значи, за оние кои што можеби не знаат и повозрастните, а кои сепак имаат пристап до компјутер, емитувајте ги од режија, слободно пуштете ги сега. Така, значи оние кои што ете така, значи во делот за пребарување пишувате избирацки список, споено се со мали букви, .gov.mk, значи избирацки.gov.mk и имате опција од левата страна со задебелени црни букви, имате опција дали да пребарувате по име и презиме, дали по матичен број, МБГ или пак по според адреса. Јас тука веќе сум се пребарувал себе си име и презиме, значи си впишувате прв дојл име, презиме, може ако сакате општина, адреса и слично, но доволно е само име и презиме да впишете и ќе ве даде, ете мене ме има, дека гласам во Карпош, општина на од улица Жданец. И избирачкото место секако ви го пишува. Понатаму може и да се пребарате и спрема според општината или според адресата. Ете, тука веќе впишувам исто со моите податоци, сум си дозволил на себе си, бидејќи и така се јавни и секој друг може да ги пребара. Значи имате Карпош, па потоа општина Карпош, па пишувате Скопје Карпош, да не е случајно Горно Нерезиво прашање, и потоа одбирате улицата во случајот кај мене Жданец, бројот, додатокот и дава колку лица гласаат. На мојата адреса морам да признам дека гласаат толку колку што и сме практично под таа адреса, двајца. И десно таму, ете, тоа е опцијата која што ви ја објаснував, ова е за пријавување неправилности. Горе, значи имате пријава, опција, веднаш до името кое што сакате да го пријавите. Значи, доколку имате почина член, повторно тоа е најлесен пример за давање, инаку имате исто така и опции дека лицето не е државјанин на Република Македонија, нема важечка лична карта на Република Македонија, или пак живеело на таа адреса, веќе не живее. Понатаму, со тоа што да ви кажам искрено, ова според мене дава голема можност на граѓаните да си имаат граѓанска полиција во случајот, она што би требало да го прави Државната изборна комисија или што би требало да биде направено доколку постоеше попис во Република Македонија направен после 10 години изминати од последниот, сега веќе и 14, немаше да се занимаваме со вакви работи и да се изиграваме граѓански полиции, но во секој случај можете да дадете опис зошто сте го пријавиле или исто така и да прикачите документ. Но мора да бидете свесни дека сето тоа ќе си подлежи на истражување од Државната изборна комисија, што веројатно ќе има доволно време за цела Република Македонија да се направи прочистување со оглед на хаосот и со оглед на тоа што настана и многу збунувачки работи, бидејќи на една иста адреса имаше по 15, 30, 57, 127 е максималниот број на луѓе заведени на иста адреса, што многу често пак се поврзува со оние населби без уличен систем кои се водат сите под број 0 и на едно село, да речеме. Тоа е тоа околу тие информации, иако имаше и на дел од амбасадите и резиденциите на странските представништва луѓе кои што гласаат оттаму, но исто така треба се прочисти. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мило ми е што вака, значи, презентираш јавно дека во твојата улица се си е легално со избирачкиот список. Така, значи, се си е легално со избирачкиот список. Одлично, така треба. Вистината е света работа и за тебе и за сите нас. И тоа е показател дека избирачкиот список не е хаотичен, туку е во ред, нормален си е. Ако има поединци кои починале, Бог да ги прости, тие вака јавно, значи, или преку нивни блиски луѓе, нели, би се пријавиле, така да речем, дека тие се луѓе починати и никому ништо. Мислам дека по правилен избирачки список во наша Македонија, во демократска Македонија никогаш немало. А и друга работа, значи, не само сега, нови избори, со години председател
и членови на Државна изборна комисија се од таа партија, значи. Еве сега имаат и министер за внатрешни работи, имаат членови на добро, ви благодарам за јавувањето. Ќе се слушнеме друг пат. Значи, тие теми толку ги имаме разврзано, ви имам оставано да зборувате, да се разврзувате, што јас вистина не сваќам дали сакате да ми одите на нерви или да пробате колку тоа, впрочем, имам јас трпение за вас. Настрана тоа, значи, примерот кој што е даден со мене лично, бидејќи не смеам да давам други примери јавно, без согласност на оние кои што би ги дал. Затоа се земам себе си за пример. Точно на мојата адреса, на мојот додаток од куќата, точно таму, сесија во ред, колку што сме, толку и гласаме. Но, имаше случај каде што на улицата Максим Горки, број 11, беа заведени дури 63 лица под иста адреса, во исти влез, во исти стан, што впрочем и беше најголемиот проблем и предходно, кога стануваше збор за поврзаноста на жителите од Пустец. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Само кратко, мислим, овде нема нејасни работи. Ние сме толку, мислим дека македонскиот народ... Ало. Да, ве слушам, зборувајте. Македонскиот народ знае што се дешава, дека овие избори не криминални, не надкриминални, него супер криминални беа. Јасно му и на човекот пред нас што беше, дека тоа е факт. Дека тука нема нешто нејасно и не зашто се обедуваме да кажуваме дека се е окей. Јас ќе ви кажем онака што тоа што го знам. Ја од 90 година сите избори ги пратим и сум учествувал и денеска се трудим да учествувам, да помогнем ако можем, не на мене или на мојата партија, на мојата држава, да биде нешто се окей. Значи, ама не иде, тешко иде со нашиот народ. Ја очекував дека ова тема денеска ќе биде заменета со настаните у Бутел, ама не и се. И ова е одлична работа е. Само те потврдим. Ја имам брат од 70 година на ние едни избори не е бил. Не гласал тука никогаш, ама баш никогаш. Не зборим од 90, него од 70 зборим. Постои тамо, сега колку има право оне устранство, значи 30-45 години. Сега важно на список. Го има ли на избирачкиот список? Да, го има, да, точно го има. Сега кој гласа после нас? Сум бил на изборички места и сум видел лично зашто фамилија ми е кога ја гласам, тоа е до мене. Океј. Тоа е до мене. Мојот татко е 85-та година почина и тоа е до мене. Го пратим тоа. Сум пратил за Го има и вашиот татко на избирачкиот список? Го има, да, точно. Сакам да кажем дека нема оправдување дека изборите, сите избори, не од избори момент, не од изборим дека и СДС не правил такви работи, може да правил. Али сега, што се прави, овие последни 10 години, 10 избори, зашто некој се обидува да каже дека не е така? Криминално на сите полиња. Добро. И добро е што, ама мислим дека и ова дека не може да се исправи и сега, мислим дека не може да доведеме ред, затоа што немаше, пред ке кажавте, малку сам возбуден, не може да се изразим. Да, немаше попис, додека нема попис, не можеме да дојдеме до нула. Добро. Али да го ублажиме, се слагам. Добро. Да го ублажи, Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Многу ми е жал што има толку многу реакции по социјалните мрежи, по Твитер и по Фејсбук, каде што луѓето посочуваат на неправилности во избирачкиот список на нивните лични профили, а што еве имате можност да се јавите на емисија и тоа не го правите. Јас би ви рекол еве во следните 15 минути и повеќе да го направите тоа, за да може и јавно да се слушне од страна на оние кои не користат социјални мрежи. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од општина Кисела Вода. Пред се прво многу голем поздрав до вас. Благодарам. И до вашата емисија. Поздрав и до вас од нас. Поупорна, редовно се обидувам, меѓутоа денеска бев поупорна малку. Поглед да го споделам мојот личен пример. Одлично, повелете. Живеам во општина Кисела Вода. Во станот во кој што живеам само моментално јас, бидејќи мојот маж почина пред 3 години. Меѓутоа, за волја на вистината, мојот маж е избришан. Добро. Но затоа па има додадено уште 3 други, што воопшто не ги ни познавам кои се. Воопшто не ви се познати ни имиња, ни презимиња, ништо? Не имиња, ни презимиња.
Ние точно дека станот го купивме 98 година од други луѓе. Меѓутоа не се одвесува ни презимето со тие луѓе од кои што го купивме станот. Така да денеска бев во општина, ми рекоа стрпете се, а еве гледам дека веќе и вие најавивте дека ќе може и по ваквото електронски да се пријавуваат тие, па ќе гледам да го искористам тој момент на електронско пријавување во колку помогне. Добро. Одлично. Искрено речено, не ми е пријатно некој да живее во станот кој што се води на син ми, а живеам јас во него моментално, бидејќи тој е на друго место, меѓутоа не е битно, тоа е сето легализирано и правено. А зошто да имам и други тројца пријавени до мене? Добро. Не ги познавам, не ги не знам. Ви благодарам многу за споделувањето. Ви благодарам и ја на вас, уште еднаш голем поздрав и се најубаво. Поздрав и до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Јавам од Кочани. Од Кочани? Да. Повелете. Прв пат јавам во емисијата. Мило ми е. Спомнам за изборите за 52 дали има. Мене секој пат има. Само слабо ве слушам, ке може ли некако до слушалката да се приближите или нешто слично, некако како одбунар да ми зборувате? Ало? Добро, ајде. Сега подобро се, сега подобро се слушаме, повелете. Јас секојаш пат не има на списокот по 2 пати. 71-те, да. Добро. 71 и 72 година. Добро. Јас сум на Нова година роден. И секој пат кога идам да гласам, има 2 пати на списокот. Еднаш гласам, другиот пат не знам кој гласа за мен. Така. И пријавивте ли? Не, сега не знам, тоа ми има више мене од 92, 93 кога почнаа вие гласани. Секој пат ми има по 2 пати за гласани. Добро. Тоа сакам да го кажам. Дека го има тоа. Дека го има тоа. Фала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да. Ве слушам, добар ден. Поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Видете, овој наслов убаво ви е ставен на екранот, али не знам зашто Државната изборна комисија си оттргнува некоја работа од својата струка која што треба таа да ја работа, а не да работаат граѓаните. Јас ќе ви кажам со личен пример. Ајде. Имам брат, починат 2008 година. Добро. Она што кажате вие да се јавиме на социјалните мрежи и донесиме посмртница. Јас лично како негов брат, тој живее на Велко Влаковиќ во општина Центар, 2013 година не го избришија. 2014 година за парламентарните избори постоеше пак Гоце Ралевски, не го избришија. Сакам да ви кажам дека во Македонија, искрено да ви кажам, јас може и по глас ќе ме познаете, не познаете, по полиција 30 години работев, знам што е дискусијалата. Над 100.000 мртви лица постојат во избирачкиот список. Каде што Државната изборна комисија треба малце да се заземи. До матичната книга на родени и умрени. Каде што по автоматизам, кога лицето ќе се роди, се носи документ. Кога лицето ќе умри, се носи документ. Се отпишува. Пазете, ова е не пред 10 години, пред 20 години е направено така. Прво и основно, треба сега, кога имаме ние и експерти за прочистување на избирачките спискови, треба детално да се прочисти. Она што го спомна господинот за речи го за пописот. Точно е. Додека пописот се направи во Македонија, не може да се избегне ништо, да ви кажам право. Така. Затоа граѓаните на Република Македонија сега е моментот кога треба да ги блокираат сите матични книги на умрени, да земат и да одат во деловите кои што се наоѓаат на изборната комисија, да ги достават и да ги избришат тие умрени лица. Искам да ви кажам, со тие умрени лица се манипулира 10 години. Так, добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Да, ве слушам. Добар ден. Огнен. Да. Може една критика за тебе? Да, лично за мене, ако не гледам причина зашто би ја давале, но ајде може. Ајде. Па, исправно изговарајте улицата Максим Горки. Таа е Максим Ѓорѓија. Не, тоа е Макси Ѓорѓија.
Или Макси Ѓорѓе, така. Бидејќи максимум тоа може да собере, да. Сега, дали гледаше, не знам сега кое село беше вчера, кога ова Ангелова со личната карта докажуваше дека има друга Ангелова, или како се презиваше. Така, за Брвеница и за... Да, има една Даниела Рангелова во Брвеница, селото Тетовско, и една Даниела Рангелова во Скопје. Па, таа жена буквално се тресеше кога ја снима. Разбирате? Затоа, кога се однесува за исправки или забелешки на избирачкиот список, вие рековте дека треба име и презиме, треба матичен број, треба... Треба, да. Па луѓето се плашат, вре. Таму е, нели, оваа Струмица по телефон факултет што заврши, и тоа како ќе ги дават, се плашат едноставно, разбирате? Јас ако имам ќе најдам, ама имам многу што нема да пријавуваат од страф. Така. Затоа треба и друг начин да се најде. Јас не знам како, ама тоа треба да се размисли. Така. Добро. Што ги има, тие ги има полно. И пред нас кажете. Добро, ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Друга една дополнителна работа која што баш сега се подсетив околу тоа е дека многу од улиците, да речеме, од уличните системи кои што се направени по општините, исто така имаат броеви 1, 01, 001, 0001, па стануваат замуни, да речеме, каде што едни членови од исто семејство, од иста куќа, едни се водат на старо име на улицата, други се водат на ново име на улицата, едни се водат под 01, други под 1, под 001 и слично. Хаосот особено се прави кај ново изградените населби, каде што има еден тон згради кои се уште не се ни заверени точно под името на улицата. Конкретно пример ми паѓа на памет Трета македонска бригада булеварот, каде што имате еден тон нови згради и сите се заверени под различни име на улица, под различни броеви, со поинаков систем и така натаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Како прво на Макси Ѓорѓија живеат полените на Гордана Јанкуловска. Таа иначе ги призна, рече дека тие се наши луѓе и тие имат право да живеат кај сакат во Македонија. Тие се луѓе пустат, се знае кои се. Добро, ајде да зборуваме за неправилности кои што ги имате. Добро, ова е генерално. Да. Ова е генерално. Истото се случува и во Ресемна улица на Веслиевски овчарот. Те што исто така имат пријавено позамачна бројка на луѓе. Мислам, не знам колку е, меѓутоа истите се сместени во една повеќе штала од колку куќа. Иначе имам личен пример со пријател, мислам мој школски другар, а и пријател, натаму, чија сопруга е почината 94-та година. Се уште постои на избирачките списоци. Која година е почината? 1994 година. Така. Се уште се води на избирачките списоци и на последниот избирачки список беше истиот случај и со него, кој што пред 6 години ја мена адресата, извади нова лична карта, меѓутоа се наоѓа неговото име на 2 избирачки места. Едното место е во Карпуш Битола, а другото место, моменталното место на живеалиште му е на Иван Милутиновиќ, мислам, улицата во Битола. Добро. Значи, тоа е само за еден човек. Тоа е моето сознание и мислам дека тој треба самиот да се пријави и да се ги бара. Тој уствари и пријави тогаш дека има такви случаи, меѓутоа избирачкиот одбор тогаш моментално рече ние не можеме сега ништо тука да направиме. Ова е избирачкиот список. Нити запишаа во забелешка дека таква работа е вистинита и реална, нити ништо. Едноставно, тој така ми објасни, едноставно, тоа е наша работа, како ќе средиме, ќе средиме. Добро. Јас мислам, такви случаи има доста, и нека не се прат на удрени тие што знаат премногу. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, да. Се јавувам, едвам да ве добијам. Мило ми е, ве сте добиле конечно. Еве, еден личен пример. Повелете. Пензионер сум. Добро. Иначе,
вработен бев во МВР. На 2014 година, октомври месец, в Англија и од тука со децата заминаме Канарски острови. Добро. Минуваме на царинска контрола, познавајќи ги сите овие работи, како да што одат, не држат првиот полицаец 15 минути, па вика други полицаец уште 15, па го вика шефот, па цел сат. И на крајот откриват, работата е дека жената, сопругата има дупликат пасош. Сопругата што? На сопругата му е дупликат пасошо. Аха, добро. Има со исто име, презиме, ден, месец, година на раѓање, матичен број, место на раѓање, се исто, само селици број на пасошот и местото на живење различно. Добро. Сопругата живее во Македонија, другото лице во Литванија. Литванија, добро. Одам, пријавувам веднаш повраќањето прво во МВР. МВР ме упатува во Битола, бидејќи сум од Битола, да пријавам во службите таму. Ги знам таму сите до еден, пријавувам, за да обврска дека ќе откријат преку Интерпол. Малце ве задржав една секунда, само да ви го обяснам случајот. Ако? Интерпол, чекам 2 месеци, нема ништо. Интерпол? Не, од МВР, од СВР Битола. Добро. Нема ништо. По 2 месеци одам кај началникот, му кажувам, рече, чекаме се, уште нема ништо. Истиот ден, во 4 сатот, во 16 часот и 15 минути ми се јавува службеничката, вика, дај ми уште еднаш податоците, нема да побараме, ги немам. Себе му викам, денес бев кај началникот. Ништо тоа. Чекам пак 2 месеци, по 2 месеци одам, ми вика, во Литванија нема такво лице. Абе му викам, човече, во Литванија што барате? Литванија не може да се најди. Нормално дека нема. Ќе побарате таму кај што ви ги дадов сите документи кај што бевме. Тие ќе ви кажа кај е лицето. Значи, фалсификати, можам да речам, има многу. Добро. Мораше ова, барам скоро 1 година да ве добијам, првпат успеав сега. Ви благодарам за јавувањето. Ке се слушнеме повторно, се надевам за брзо, да. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето и благодарност за сите кои што се јавија во текот на денешната емисија. Она што за крај дополнително можам да ви го кажам е што се однесува нели за пријавувањето неправилности. Ви кажав дека веќе има нова опција за пријавување на неправилностите на интернет страницата избиратскисписок.gov.mk и согласно член 31 став 2 точка 28г од изборниот законник, Државната изборна комисија го објавува избирачкиот список на својата веб страна со следните податоци: име, презиме и адреса на избирачите. Секој граѓанин има право да поднесе барање до Државната изборна комисија да не биде објавена неговата адреса во избирачкиот список од безбедносни причини. Барањето граѓанинот може да го поднесе до подрачното одделение канцеларија на Државната изборна комисија според неговото место на живење, каде што исто така може да ги поднесете и неправилностите доколку не сакате преку интернет. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав ден. Се гледаме повторно утре со нови теми. Пријатно.